Македонија треба да има пред се заштитени подрачја кај кои што ќе овозможи дека овој вид непречено се развива, размножува и вирее, нели? И за таа намена е воспоставувањето на така наречените емералд подрачја. Кај нас имаме веќе кандидати емералд подрачја и добрата работа е што нашите национални паркови веќе влегуваат во таква една мрежа, но не се само тие местата кои треба да бидат на некој начин заштитени. Дополнително на тоа, освен заштитата на подрачјата, треба да има и една законска рамка која ќе овозможи дека навистина напорите на државата се движат во тој правец да обезбедат финансиски средства, експертиза, да се обезбеди мониторинг и мерки кои ќе воспостават еден режим на одржување на овој подвид во живот, бидејќи станува збор за многу малечка популација која за среќа се уште се размножува во природа, и сметам дека креирањето на воспоставувањето и одобрувањето конечно на една стратегија за балканскиот рис ќе биде начин како ова ќе можеме да го постигнеме. Постои законот за природа, законот за животна средина, кои би требало да овозможат барем примарната на некој начин заштита на ваквите видови кај нас и заштитата на Националниот парк Маврово. За жал немаме закон за репрогласување на Маврово како национален парк. Ова остана од 2015 година како на некој начин како замрзната е процедурата, бидејќи законот кој излезе во 2015 година повеќе наликуваше на закон за градење отколку на закон за заштита на едно природно богатство. Така што Маврово е единствениот парк кој не е репрогласен согласно новиот закон за природа и е потребно тоа да се направи што е можно побрзо, бидејќи Маврово е на некој начин јадрото, односно центарот на популацијата на балканскиот рис. Она што е проблематично, особено во Маврово, е дека и покрај тоа што имавме препораки не само од Бернската конвенција, туку и од Европскиот парламент да престанеме со изградба на мали хидроелектрани во ова заштитено подрачје, сепак гледаме дека постојано се продолжува со ваквите активности и еден од поголемите проблеми што јас ги гледам тука е едно комплетно двојство, значи различен пристап од страна на различни институции. Например, владата ги продолжува договорите за одредени хидроелектрани или во план им е да ги продолжи. Од друга страна, општината, односно локалната самоуправа укинува градежни дозволи. Значи има еден несинхронизиран начин на функционирање кој всушност не води кон исполнување на било какви препораки за заштита на дивиот свет. Во делот на можното прекршување, јас мислам дека ние веќе на некој начин ја прекршуваме Бернската конвенција, сите овие одлуки за хидроелектрани во заштитени подрачја, но тоа не е црно на бело ставено на хартија и мислам дека најверојатно треба да има комплетно игнорирање од страна на нашите институции кон Бернската конвенција за да се донесе една таква одлука на ниво на комитетот. Од летото наваму нашите институции упатиле писмо, односно барање за дополнителни информации до Бернската конвенција, кои тие го оценија како позитивен чекор нанапред и дека веќе се воспоставува комуникацијата и може да продолжиме понатаму. Мене тоа не ми е многу уверливо, затоа што ако цела година не комуницираме и после заради тоа што мораме праќаме како држава еден допис кој е не суштински, туку едноставно чисто од административен аспект, не значи дека покажуваме волја да ја решиме работата. Фактот е дека Македонија не ја исполнува препораката од Бернската конвенција. Главната препорака, освен суспендирањето на големите, односно на владините хидропроекти, беше и да се изработи стратешка оцена на влијание врз животната средина за сите планирани проекти во Маврово, вклучително и кумулативно влијание, проценка на кумулативното влијание на сите овие проекти врз паркот. Тоа не е направено и ние всушност не ја исполнуваме препораката.
Дали станува збор за се уште некакви интереси за одредени хидроелектрани или за веќе донесени договори, склучени договори кои треба да се реализираат и кои ќе бидат во конфликт со новиот закон, тоа не можам да го кажам, претпоставувам дека е така. Но мислам дека ние сериозно ја правиме едната иста грешка постојано со сите заштитени подрачја. Сега се повторува истото со Шарапланина, каде што прво гледаме да уништиме, а потоа да видиме што можеме да заштитиме. А всушност треба да е комплетно обратно. Значи прво треба да видиме што имаме вредност да заштитиме и да одлучиме дека таму нема да уништуваме, а понатаму да видиме каде би можеле да ги правиме тие инфраструктурни проекти без голема штета по дивиот свет, по животната средина. Значи точно пред една година многу слична препорака беше дека треба да дојде експертски тим во Македонија за да ни помогне со законот за маврова. Една година помина, тимот не дојде и се тоа можеби на некој начин илустрира какви се капацитетите или волјата од страна на нашите институции да се забрза тој процес, бидејќи цела година изгубивме залудно. И мислам дека тука е проблематично што самата комуникација за Бернската конвенција и за случаите не е во Министерството за животна средина каде што оригинално беше, туку е превземена во кабинетот на вице-премиерот за економски прашања, кој исто така и председател на Советот за одржлив развој воедно, но сепак местото на таа фокална точка, односно контакт лице за Бернска конвенција треба да биде во Министерството, затоа што таму доаѓаат сите информации во однос на емералд подрачја и заштитата на природното наследство. Тоа што мора да се направи е да се на некој начин ажурира стратегијата за балканскиот риск која е подготвена пред околу 10 години, но за жал не го видела денот, значи таа не е усвоена од страна на владата. Она што мора сега да се направи е таа стратегија всушност да се ажурира со новите податоци и да се усвои од страна на владата, со тоа што, нели, мојата преференција и идеја е дека тоа треба да биде не само од нашата влада, туку од владите на Косово и на Албанија, заради тоа што има поента тоа да биде еден заеднички документ. Не е реткост за ваквите видови од посебно значење да се формираат посебни ентитети, фондации или некакви си други тела кои управуваат со ваквите стратегии. Во мојата глава тоа како изгледа, дека доколку станува збор за проблем со инфраструктура, дека овој ентитет може да го даде своето негативно мислење за изградба на одредена инфраструктура, автопат или било што, доколку тоа се наоѓа на местото на биолошкиот коридор, на рисот или смета дека ќе го наштети од било каков вид и како алтернатива може да предложи или други решенија или да даде решенија за зелена инфраструктура, односно зелени мостови или друга зелена инфраструктура која ќе помогне видот да непречено се движи во просторот кој му е потребен за опстанок. Индивидуалецот може само да биде инспирација и мотив, и колку што е поинспиративен, повеќе луѓе ќе привлече со себе. Нешто што исто така се примети во Македонија е едно многу интересен развој на станите во делот на локалното делување. Гледаме сега многу заедници дека се загрижени за нивните реки или за потенцијалната изградба на хидроелектраните, протестираат, упатуваат жалби, присутни се во медиумите, тоа претходно не беше случај и мислам дека на некој начин им дадовме поттик да се борат за она за кое имаат право да се борат, а тоа е живеењето во здрава животна средина.